Ajde, slušaj, slušaj, kaleš vrejanjo, što tam Музиката е лек за душата и телото. Тоа не се празни зборови, туку еден вид опис на врската помеѓу човекот, музиката и природата. Слушањето музика е едно од најчестите хобија и постојат милиони луѓе кои го започнуваат и завршуваат денот со музика. Музиката е насекаде, сте ја почувствувале, но само мал дел знаат колкава е незината моќ. Зарина прва севда полека но сигурно не води по тој пат на спознавање на човековата душа и суштината на нашето постоење, токму преку моќта на музиката, која представува начин на изразување на сите емоции кои не преплавуваат во секојдневниот живот. Зарина прва севда е олицетворение веројатно на некои повисоки сили кои ми го дале тоа што сега го правам, односно јас верувам дека некоја повисока сила се изразува преку музиката која што допира до мене, а јас ја пренесувам, така што во суштина физичката Зарина прва севда е девојче од Демирхисар кое дојде во Скопје, кое си го бараше патот до ова што сега го правам и еве тука сме. Зарина љубовта кон музиката ја почувствувала уште од многу мала возраст. Таа е девојка растена во духот на музиката, а за себе вели дека има посебна мисија во која нераскинливо е поврзана со оваа уметност. Јас ги прашувам често и родителите и со нив разговараме, пошто сакам да знам кој е коренот од кога, мислам, она што јас не го знам како свест, а тоа е дека и мајка ми и татко ми кажуваат дека од најмала возраст сум покажувала љубов кон музиката. Нормално, татко ми е музичар, ние сме сите растени во духот на музиката. Јас не се сеќавам кога не сум знаела за музика, така што веројатно цел живот е. Меѓутоа, додека да го најдеш вистинскиот пат, јас сум сега 26, еден период кога лутаме, сите се наоѓаме, па бараш, па чекај се ќе работам ова, ќе работам тоа. Но сега знам, што е мојата најдлабока страст и зашто живеам на крајот на денот. Така што јас верувам дека музиката е мојот пат, кој и јас, при тоа јас не сум го избрала, некој ме избрал мене. Така што се надевам, ќе се потрудам таа мисија која имам како исполнувач на музиката што ја правам, да ја ширам и да допира до што повеќе срца, Позната како девојка која пее на планини, незината цел не е само да интерпретира македонска изворна музика, туку да ја подигне еколошката свест кај луѓето. Зарина пронајде уникатен начин како да допре до сите луѓе во нашето општество, истакнувајќи ја важноста на природата и грижата која треба да ја имаме за сето она што не обкружува. Јас на вистина се трудам со мојот начин на живот, со моите ставови за кои, прашање нема апсолутна вистина излезена од човек. Прашање е колку се вистините точно, но јас верувам дека мојот начин на живот, бидејќи јас сум пример за тоа, дека прво е здраво е да се качуваш во планините. Второ, пораката е дека треба на вистина да се грижиме за природата, бидејќи апропо на ова што го кажав сега, е здравје на крајот на денот. Сакам да размислуваме, знаете, сакам и на песните кои ги пеам таму и видеата кои ги споделувам, секогаш ги користам своите 5 минути за да кажам чувајте природата, сакајте природата. Мислам, стварно верувам дека највисокото поврзување е помеѓу човекот и природата, знаете. Кога човек ќе си ја најде таа врска со природата, мислам дека светот станува мал. Така што да си направиме да ни биде убаво сега и во иднина, за нашите деца, за нашите поколенија и така натака. Со апел до сите да ја чуваме природата, од дното на незината уметничка душа се надева дека нивото на еколошка свест ќе се подигне ако секој човек ја направи промената почнувајќи од себе.
Спојувајќи ги музиката и љубовта кон планетата Земја, таа е пример за борба против уништувањето и загадувањето на истата. По видите, во Македонија ние генерално вибрираме на многу ниска фреквенција за секое можно поле на функционирање. Мислам дека музиката ја крева таа фреквенција по дефолт, но пак исто така верувам дека воопшто немаме свест за зачувување на природата, бидејќи еве, не знам, на тоа видео каде што зборувам за тоа дека треба да обрнеме внимание, нели? На тоа видео отидов до Козјак, бев многу болна. Отидов до Козјак бидејќи ми беше најблиску и сакав, нели, да се поврзам со природата, да ми даде снага. И сега јас одам и наоколу мене е депонија. И затоа напишав, значи треба да секој еден нека тргне од себе. Така се променува светот. Тука имам еден момент, абе сега па овој фрла, па што јас не. Значи, најголемите светски промени тргнале од еден човек. И тој човек, луѓето кои му станале следбеници, така промениле многу нешта. Така и ние ајде да тргнеме секој од себе. Што е тешко кога ќе го дојадеш тоа што го јадеш во планината? Што е тешко да го ставиш во ранче и да го однесеш дома? Ние и така и вака во Македонија не рециклираме, например. Тоа е исто голем проблем. Јас среќавам луѓе кои низ град фрлаат ѓубре по улица, вака. Ајде барем во природата да си оставиме простор кај што ќе ни биде чисто и убаво и пријатно и зелено. Ќе слушаме птици и природа во една убава гледка. Затоа викам, секој од себе, стварно не е тешко. Не е тешко, ги охрабрувам луѓето, ги охрабрувам пред се родителите да создаваат здрави генерации. Јас многу верувам во табула раса, нели, во дете кое ништо не знае. И верувам дека децата се огледало на родителите и затоа многу зборувам, бидејќи ме интересира воспитанието. Така што, ајде малку родителиве да се едуцираме како да создаваме здрави генерации. Тоа е нашата иднина. Инспирирана од повеќето видови на природни катастрофи, несоодветното однесување кон планините, реките и езерата, загадувањето и така наречените мали депонии на секој чекор, Зарина прва севда го живее својот сон да ја направи планетата Земја подобро место за живење. И тоа не на било кој начин, туку токму преку музиката. Затоа за помалку од еден месец од неа се очекува уште еден проект, кој овој пат ќе опфати традиционална музика од повеќе региони, како од Македонија, така и надвор од неа. Инаку таа е љубител на различни музички стилови и секоја музика ја исполнува на карактеристичен и посебен начин. За себе вели дека е олицетворение на некои повисоки сили, истакнувајќи ја есенцијалната суштина на нејзиното постоење и мисијата која ја има како задача во нејзиниот живот.